Игор, ајде да го најавиме новиот влог. Кажи кај сме? Денеска сме во Палац Јунер, кебапчилница со традиција од 1970 година. Во Стара Чаршија. Во Стара Чаршија. Да, дечки, денеска малце по живописен, како да кажам, влог. Ке ви снима малце поише и од амбиентот и од атмосферата. Како што кажа Игор, се наоѓаме во кебапчилница и гостилница Палас Junior во Стара Чаршија во Скопје. Постојат од 1970 година, тоа се веќе 56-5 години. Само така нека продолжат. И денеска ќе пробаме тука кебапчиња, плескавица, суџук, кобасица, батак, ама главно е кебапчињата. И сега видите го овој дел. Мајсторот си ја знае работава перфектно. Тавче гравче веќе направено, кебапчињата се вртат, кобасиците исто се припремаат, батак, суџук. Од муштерииве кои што се тука присутни викаат сега кога ќе пробате, ќе видите што значи стварно добар кебап. Иначе, морам да ви кажам, тоа ќе го направиме кога ќе дегустираме, дека кебапчињата, освен што се изгледаат вкусно, ќе ги пробаме, ќе ви кажам, се и многу големи, значи поголеми од стандардните кебапчиња. Така да, тоа ми се допаѓа. Ај само да отвориме. Да видите колку име спремно све. Си имаат наместено салатички, пеперончиња, пиперчиња. Тука е веќе порција со 10 кебапчиња, но ќе ви снимам на масата. Сакам да ви ја покажам ова излог, да видите колку име све тоа добро скоцкано и се спремни во секое време да си ги пречекаат гостите. Имате за седење, сега вака зимно време, масички. И сега пред да конечно дегустираме, со нетрпение чекаме, сакам да видите дека скарата е на ќумур во Палас Junior и Анес, кој што има веќе познавање во оваа работа со години, ќе ни каже нешто повеќе. Анес, навистина и пред да пробаме веќе делува тоа толку примамливо, но ајде да ми кажете што денеска имаме. Па вака, ова е обична плескавица. Добро. Обично правиме сендвичи со овакви обични плескавици. Така. Ова е шарска плескавица. Супер. Полна со кашкавал внатре, доста кашкавал Така. внатре. Тоа ќе го исечеме после и ќе го видат. Стварно е многу сочна. Супер. И после ќе пробате ќе ми кажете дали е вкусна или Да, дефинитивно ќе се проба. Ова е пилешки батак, значи отворен батак. Овие се тука две парчиња суџук и парчиња стек. Овие се домашни колбасици со кашкавал внатре. Имате и тие кашкавал. Да, внатре И се мислам- исто така исто се многу сочни. Така. И овие виршли, мислам колбасици Кобасици, караджиски. И Кебапчи. главното е Кебапчиња, па да вие сте гостилница кебапчилница Палас. Ми се допаѓа што суџукот има убава така баш црвена боја, што некако го прави баш посочно да изгледа. добар специјалитет искрено. Да го нарачува, така да. Па главно тука иде мешана скара. Мешана. Доста Како ние што- нарачуваат мешана скара. Така. Значи комбинација од повеќе меса, значи суџук, стек, батак, шарска исто. Да. Да. И исто така и тавче гравче. А што е најнарачувано? Па мислам дека тука е најначувано тавче гравче Со петке, по петке го снимавме бакчиња. така. Да. Шарската плескавица исто доста е популарна кај нас. Јас снимав преска и ве пофалив дека имате одлично среден простор за буквално ништо да не фали кога ќе дојдат муштериите. Игор, чекаме? Да. Гладни сме. Да, важи, ние чекаме да сервираме на масава и да почне главниот дел. Доригор се монтира со микрофон, само да видите како ни изгледа нашата масичка.
Имаме 2 порции со по 10 кебапчиња. Ви кажав дека тука се поголеми кебапчињата, затоа и тањерот е максимално исполнет, нема место кај да мрднат. Шопска салата, таму Игор има и со пиперче порција. Да. Ајде, прв ќе ги пробаш па ќе ни кажеш. Тука е мешаната скара со суџук, стек, плескавица и батак, а тука е веќе шарската што претходно ја исековме, пеперончиња, таму имаме пиперчиња. На здравје. На здравје, да. Со лепче подпечено, кое што го спремаат со маслиново масло и вегета одозгоре за поубав така посочен шмек. Да, малце подпечен, супер си ја. Јас сакам да е такво. Да. Кажи нешто сега за кебапот. Супер вкус. Чисто мерце, може да го кава кебапчето. Да. Да бе, да ја ги видов по бојата некако. Поголема големина од стандардната. Мене и суџукот ми се свигаше, затоа што баш имаше некоја така црвена, како може ми го исечеш, пошто Добре. една рака држам, со друга... Ќе ја пробам. Супер е суџукот. Попробаме. Не, стварно е добар. Да седна малце да јадам, па ќе ви кажем уште неколку интересни работи. Малце е пикантен суџукот. Малку, ама добро, убаво, јас сакам да е пикантен. И треба да е суџук пикантен. За малце преска, го послушавме денте ќе го заборавивме тапче гравчето. И си викам, нешто ми фали на масата, а тоа е тапче гравче. После тоа одведнаш го послуживме. Стварно е многу вкусно, подсетува на овој домашен грав кој што се спрема. Не е онака ни премногу густо, ни премногу ретко, туку си е таман кој што треба. И зборевме преска и која правевме скарата, дека нешто што е најнарачувано се 5 кебапчиња со тапче гравче. 5 кебапчиња се редат одозгоре со лепче, луто пиперче или пеперонка, кој како си сака. Салатка беше супер, малце не се растури. Па добро. Добро. Салата, да. Кебапчињата, тоа сакам да го кажам. Значи, еден кебап е 35 грама, што е каде поголема грамажа за кебапчиња. И цената, обично секојаш нели забораваме цени да ги кажеме, но овој пат ќе спомнам во ова видео дека е 22 денари од кебап. А мислам дека може на видеото да се види колку се поголеми кебапчињата. Ги има и на Волт за достава, но моментално на Волт се достапни лепиња сендвичите со кебапчиња, но наскоро ќе биде нели остатокот од менито достапно, така да ќе може и за дома нели повеќе да нарачувате. Полека јадеме бидејќи, како што кажав, малце порциите се и поголеми. Суџук, подпечен малце. Суџукот, Игор, е за мене, бидејќи е пикантен. Стекче, Батак, плескавица. батак и плескавица. Може ќе треба уште едно лепче да земе. Да не го пропуштиме и десертот во Палас. Сите што ќе си јадат прво кебапчиња, скара, по некој сендвич традиционален со кебап, на крај трилече. Трилечето баш ми изгледа она трилече. стандард кремасто со добра текстура. Не е многу благо, одлично. Добре што има десерт. Да. Не е воопшто благо. Не е тешко за јадење.
после кебапчиња. Добра варијанта е трилече. Да. Ние тука почнавме со кафе прво, па со кебапчиња, завршуваме со трилече. Може ќе ви снимам уште нешто после од Палас, бидејќи ќе има една голема тура на кебапчиња, така најавија. Сакам баш да го видите тој дел. Ако има ќе ви го снимам. Ако не, тука ќе се одјавиме. Пријатно. Ајде. Сепак имаме поголема тура на кебапчиња. Главниот мајстор што работи преку 40 години ги подготвува. Еве да видите како подмачкано оди све. Баш се сочи. Ова ќе го добиете кога дојдете во Palace Junior. Тука си тапче графчето, си стои топло цело време. Еве како се послужува. Тоа е тоа. Еве и стек се стави. Добро. Игор, тука може да се одјавиме. Ајде уште еднаш. Немам микрофон. А немаш ти микрофон? Добро. Ајде, дечки. Бај-бај од Palace Junior и Ева и Игор.